Почитувани гледачи, со задоволство го најавувам нашиот денешен гостин. Ни доаѓа од нашиот регион, поточно од Неготино. Присутен е повеќе од 20 години на македонската музичка сцена во делот на забавната музика. Предпоставувам дека веќе знаете за кого станува збор, тоа е Ѓоко Ѓорчев. Добро утро за вас, добре ни дојдовте и благодарност голема што ја прифативте нашата покана за гостување. Добро утро, Александра. Баш ми е драго што сум гостин во вашата емисија. Многу добра мисля која многу често гледам на програмата дома во Неготино и мислам дека со некои колеги што разговарам дека многу гледам во целиот регион. Так. Имате стварно и добра телевизија во убав квалитет, супер. Ви благодариме многу. Имаме многу за што да разговараме, меѓутоа јас би сакала да започнеме со она што е најактуелно кај вас, тоа е организирањето на хуманитарниот концерт. Ќе се одржи на 29 септември во Неготино. Може ли да ни кажете најпрво од каде потекнува идејата за тоа? Само да напоменам дека сите средства ќе бидат донирани за настраданите од поплавите во Скопје. Да ти кажеме како тоа почна. Знаеш, таа вечер кога беше тоа земјотрес, од тоа, мислам, поплавата, беше и земјотрес пред малце, кога беше поплавата, дома баш бев, гледав телевизија, веруј, многу ме потреси таа работа. Многу страшно ме потреси таа работа, буквално не можев да и заспиам цела вечер. И викам, како викам да се помогне, викам ја. Ајде, викам, за лопатата не сум, викам ја. Додам таму да имам проблем со ишиот, викам, но викам вака, ќе помогнам со песна. Ќе ги покренам дел од моите колеги од македонската естрада, едноставно да го дајме својот придонес, да направиме еден концерт во Неготино, во спортскиот центар Младост и така на еден начин да ги собериме тие средства од таа вечер и да помогнеме да ги донираме таму на тие несреќни луѓе. Верујте, замислував како е тоа кога ние сме во нашите домови таа вечер, а некој се бори за живот во Скопје и баш преку ден бев на едно друго интервју, реков секоја чест на нашите полицајци, нашата армија, на пожарникарите, на луѓето кои таа вечер максимално се направија за да помогнат на тие несреќни луѓе и верувам дека со овој концерт бар малце ќе ублажиме, што викам јас, малце ќе ублажиме со овој настан, тие средства кои ќе ги собереме таа вечер, да помогнеме некоја семејство, некоја фамилија и така. Така, верувам дека ќе биде така. Концертот ќе се одржи во спортскиот центар Младост во Неготино. На 29 сега, така, во 20:30 часот. Предпоставувам дека веќе голем број од гледачите знаат, бидејќи настанот кружи по социјалните мрежи, меѓутоа еве да кажем уште еднаш кои ќе бидат гости, дали во меѓувреме има некој што се најавила претходно, не бил. Вака, значи гости ќе ми бидат Џаферот, Мики Јовановски Џафер, Џокси ќе ми биде гостин, да не заборам некој, Владко Иливски. Владчето сега пред некој дена ми каже, вика, Џоле, може да дојдем јас? Абе, како не може да дојдеш? Викам, што ти правиш ме, абе, јас искам да дојдем. Ке дојдеш и ти. Лена Затуровска, Зои Блаш, тоа е уметничко име, иначе Зорица Блажевска, Така. Александар Белов, Мартијан Кириловски. Така, имаме стварно убава екипа и млади пејачи кои се нови наши македонски звезди и пејачи кои се виче познати имиња во македонската забавна музика. Така, какви се вашите очекувања ако го земеме во предвид капацитетот на салата, ќе ги соберели сите од Неготино, па и верувам од цела Македонија? Види, Александра, јас тоа не знам како ќе биде. Јас се надевам дека Неготино е еден град кој има срце, нашиот град. Така, секогаш го викам ја, Неготино знае да помогне и верувам дека сите луѓе, мислам, голем број од Неготино, луѓето ќе дојдат таа вечер во спортскиот центар Младост, ќе дадат тие 100 дена, мислам, имаме символична влезница, да се помогне таа вечер. На крају крајава ќе се забавуваме, ќе ни биде убаво сето тоа, но сепак ќе направиме едно добро дело, еден убав чин, еден убав гест, да тие луѓе у Скопје на бар малку му помогнеме. Така, на концертот што го организирате, веќе кажавме дека ќе имате многу гости од македонската музичка сцена. Некои од вас и самиете ви исконтактирале за да бидат гости, меѓутоа дали мислите дека на овој начин ќе ги потикнете тие да бидат иницијатори за еден ваков концерт, бидејќи мислам дека вие сте првиот човек кој што го организира тоа? Види, мене ми е многу драго што ова работа јас се потерав сега, но верувам дека моите колеги многу пати учествувале на многу хуманитарни концерти до сега. Значи, можеби не го организирале тие самите, но на многу концерти учествувале и верувам дека ќе се осмели и некој друг во наредните денови или месеци да организира некој концерт на оваа тема.
Така, дали не идовте на соработка од локалната самоуправа од сите оние кои што требаше да помогнат од спортсменци? Да, мислам, тука ни помогна многу и градоначалникот на општина Неготино, Ванчо Апостолов, кој рече јас себе компletно стојам за цела оваа работа, што може максимално да помогнам. Помогна и некои фирми од Неготино, од Кавадарци. Мислам дека луѓето асфатија тежината на овој настан и мислам дека ети ќе помогнат, а се разбере дека и граѓаните во општина Неготино ќе го дадат својот придонес. Така, сте ја покажале ли претходно вашата хуманост на овој начин преку организирање на Јас, Александра, пеев до сега многу пати на многу хуманитарни концерти низ Македонија. Многу пати. Значи, никогаш не сум одбил хуманитарен концерт. Бидејќи, знаете, знам што значи кога е човек во една тешка состојба да му се помогне. Тоа е, нема од тоа поголемо, како поголем гест, поголемо хуманитарно дело и затоа мислам дека овој концерт ќе помене во едно прекрасно расположение. Сите ќе се забавуваме и ќе ни биде премногу убаво и на крајот сепак тоа што го замисливме и ќе го испратиме во Скопје. Така, вашето присуство овде ќе го искористиме и да поразговараме малку за вашата музичка кариера. Тоа се случи пред 20-25 години. Може ли еве да не потсетите сите на тоа? Тоа беа така времења, малце мислам по-оддавни времења. Та ја почнав бака доста на возрастни. Имав 35 години кога јас почнав да влегов во професионалните води на македонската музичка сцена и тоа на еден како да кажем начин малце вака смешен начин. Имав еден свој кафич во Неготино, многу велешен иде тогаш во Неготино во мојот кафич. Имав стварно топ кафич имав. И викав во мојот кафич доста наши пејачи од македонската страда и народни и забавни. Така. И еднаш ми иде Нино Величковски и ми вика: "Абе Џоле, вика, абе ти не зедаш, вика нас. Ти боле пееш, вика, од нас, пошто многу пати ме тера да запеам." И вика: "Абе дај пеј, бе, вика, што ти е тебе, вика мене." И он му рекол на Григор Копров. Григор вика: "Бе, Копров, вика, абе оди во Неготино, имаш едно момче, вика, пее топ растура, вика, човекот." И Копров ми се јавува, ми вика: "Џоле, вика, ајбе дојди, вика, во Скопје, вика, да те слушнам, сакам, слушнам да тебе си пее убаво." Одам кај Копров и на Копров вика: "Ајде запи ми нешто." И ја така, знаеш. Баш и пред некој ден отпев таа Lonely Table Just for One, еден штагер од Хампердинг. Така ме гледа. "Абе какви кафани, вика. Абе какви чуда, бе, батали тоа таму, вика мене. Абе ќе ми бидиш, мој пејач бидиш ти." И така почнав со Будва. Ме стави меѓу волците, меѓу Владимир Савци Шоби, Неда Украден, Мики Евремовиќ, ме прати на Будва, 92 година. Многу го поминав фестивалот и потоа дојде Макфест, па прва награда, па други фестивали, па трети фестивали, почнува награди да се редат и така ја влегов во тие забавни години. Така, за разлика од вашите колеги, вие релативно подоцна сте влегле еве во Па на 35 години. Мислам, тоа моите сега на пример да земе Александра Јанева, Оја Зоица, Блаш, тоа се момчиња, девојки кои веќе пеат од 19-20 години. Јас ја пеев аматерски. Ама тоа беше аматерски. Тоа сакав да ве прашам. Јас знам да ви кажам нешто. Во Велес имаше една група, како се викаше, не знам. И пее многу пати со еден човек што пее фантастично. Љупчо Чаушот го викат. Така. Човекот пее толку добро, ние сме толку добри пријатели, и што најважно, он ги пее песмите што ги пеам јас. Хампердинг, Том Џонс, Елвис Пресли. Он сега живее во Германија, во Австрија устади живее, и многу пати се слушаме. Така доаѓав јас тука и во Велес пеев, али тоа беше аматерски. Потоа, кога се случи оваа работа, почнав да пеам на професионален начин. Така, никогаш ли подоцна не се случи, мислам порано не се случило ете да некој да го открие вашиот талент или дали вие самите сте биле свесни дека постои? Не, јас знаев дека добро пеам. Тоа го знаев дека добро пеам. Многу луѓе ми кажа: "Ѓоко, зошто не пееш ти?" Реков вака, видов 30 и кусур години човек. Што дам сега до прваја таа работа да терам. И ова беше, да ви кажам, најголемиот кривец е Нино Величковски. И фала му. Кривец во позитивна смисла. Да, па да, и фала му. Тој ме препорача кај Копров и така тоа тргна. Така. Вие сте докажете дека никогаш не е доцна како Никогаш, тоа на мислите во Србија никогаш не е касно, да, никогаш не е доцна.
Па секој човек, ако има афинитети према музиката и ако има квалитет, стварно никош не е досан, дефинитивно. Биче, знаеш, ние пејачите сме разлика од спортистите. Спортистот, и ти играе фудбал 32-3 години и толку е. А пејачот, ако имаш, нели, ако си добро здравје, ако си окей, ако си добар, може да пееш. Еве, например, да го земе Том Джонс, мојот идол. Подоцна ќе споменеме Да го нешто. земе Хампердинг. Том Джонс има 76 години. Хампердинг има 80 години. Ти имат редовно, еве сега Том Джонс имаше концерт во не концерти, го настапи, повеќе концерти во Канада. И сега оде према САД. Значи човекот, ако е здрав и ако е добар, може да пее домно покасно во својот А и живот. песната го подобрува здравието, така да Па да се ви е кажам, побрзано меѓу себе. па вистина е тоа. Така. Човек кој пее вика зло не мисли, тој човек е окей. Така. Што се имате зад себе во овие години колку сте активни на музичката сцена? Зборувам за албуми, за авторски песни. Александре, 6 албума, Така? до сега над 60 песни, што мислам тоа е завидна бројка. И еве имам сега исто нова песна, пеев на Охридски трубедури, Љубов Ветена, освоив награда од стручното жури во интернационалната вечер. Тоа ми е најнова песна ми е таа, која ќе исполнам и на концертот во Неготино. Значи сепак не е тоа малце за македонски, нели, прилики, 6 албуми не се малце. Така. За жал ние не можеме, знаеме каква е ситуацијата со забраната, нели, за емитување на македонска музика, не можеме да слушаме. На таа како- тема не би сакал сега баш Така. и да разговарам. И јас не сакав да ве прашувам за тоа, меѓутоа да објасниме на гледачите зашто не можеме да слушнеме Да. ваша песна ова утро. Какво е вашето учество со фестивалите, било во земјава или во странство, награди, учество Бака, без разлика? значи, у Македонија се освои скоро се. Бев 2 пати пејач на Македонија, 2000 година и 2006 година. Потоа, значи, фестивалите наши ги освои скоро сите, освен Скопски, никош на Скопски не сум пеел. Пеев на многу места низ светот. Пеев на еден голем концерт на Црвениот площад во Москва. Рамо у рамо со Павароти, со Жан-Мишел Жар, Тереза Кесовија, Мики Ивремовиќ, Филип Киркоров и многу познати светски звезди. Пеев на Славјански базар 2 пати, во Витебск, во Белорусија и во Киев, во Украина. Бев во журито на Славјански базар, бев во многу жирија на Сунчеле скала и така. Пеев во Америка многу пати. Значи имам и не само македонска, како да кажам, сум бил присутен на македонска сцена, сум бил присутен и на надвор од македонски и на другите сцени. Така, секогаш кога имаме некој музичар или уметник од естрадата овде во студио, јас имам навика да ги прашам дали е вистина тоа што велат дека е потешко да се представиш пред собствената публика, еве пред Неготино особено и пред македонска. Мене ми е најтешко да ви кажам, мене ќе биде потешко сега у Неготино него што пеев што пеев на Црвениот площад у Москва. Искрено да ви кажам, кога си пред своите, тогаш имаш уште поголема одговорност. И знаеш, али добро, мислам дека ние се знаеме во Неготино, ќе пееме заедно и мислам ќе не биде убаво. И на секој пејач пред собствената публика, домашната публика му е многу потешко него кога пее надвор од Така, Македонија. значи вистина е тоа, ете Вистина. досега сите го потврдиле. Дефинитивно голема вистина. Така. Мислам дека една од најголемите желби или најголемите достигнувања, како можеме да го кажеме, на еден музичар е тоа да одржи солистички концерт. Какво е вашето искуство на тоа? Имав 2010 година солички концерт во Универзалната сала и сега е 2016 година, на крајот на оваа година, после овој концерт влевам во сала со мојот бенд и почнеме да работиме за мојот солички концерт втор Така. на крајот на оваа година во Македонска опера и балет. Како бевте задоволни од 2010? Добар концерт, еве да ви кажам нешто. На концертот имаше околу 500 луѓе. А имавме прекрасна програма, многу убаво се поминавме и една водителка, усвари уредничка на вечер, рече, вика, салата не беше полна, но имаше околу 600 луѓе. Значи фалеа околу 400-500 луѓе. Вика, Ѓоко направи фантастичен концерт, многу подобар него наши познати звезди од бившите југословенски простори. Но има една работа која морам да ја кажам, а таа работа е, картата му беше само 250 денари. Ако беше картата 1000 денари, верувам дека салата ќе беше полна. Па викам, заклучите го вие што сака да кажеш тоа. Значи, нашите, како да кажеме, се падат на тоа, 1000 денари е влезницата. Тоа ќе биде мора да биде многу добро. Значи,
тука го Има некоја смисла. Има така, некоја да. смисла тоа, значи верувам дека овој пат салата ќе биде преполна и дека ќе се забавуваме добро и дека ќе имаме така еден фин, убав концерт заедно со публиката во Македонската опера и балет. Така. А кога ќе се спомене вашето име, едноставно асоцирате тоа, мислам дека нашиот разговор не би бил комплетот доколку не споменеме од каде потекнува називот македонскиот Том Џонс. Том Џонс, македонскиот Том Џонс. Знаеш тоа, пред 20 и кусор години кога ја почнав да пеам, еден пријател мој од Екрен вика: "Знаеш, Џоле, те слушам и многу ме подсеќаш, вика, на Том Џонс." Зашто на Том Џонс? Вика, па не за бојата на гласот, така малце зарипнат. Имаш тенорска висина, имаш голем диапазон у вокалот, а вика, така имаш специфична боја. Вика, и многу ме посеќа на Том Џонс. Ти ќе бидеш македонскиот Том Џонс. Ајде му викам, слушај го. Јас сум Џоко Ѓорчев. Ја викам, не сум Том Џонс. Веруј ми, од тогаш ден денеска, многу интервјуа, многу емисии, сум сакал тоа да го, како да кажам, да го прекинам. Не бива. Едноставно, останав македонскиот Том Џонс и на крај, па вака си викам. Ама верувам дека ви годи, сигурно. Па вака си викам, Александра. Па слушате вака. Па да ме споредуваат со Том Џонс, што е за мене еден од дефинитивно најдобрите вокали на сите времења во светот. Па и нека со македонскиот Том Џонс викам тогаш, нема проблем. Тоа е таа приказа за македонскиот Том Џонс. Препознатлив сте по вашиот автентичен глас, тоа е факт. Што мислите, дали има квалитетни изведувачи во Македонија во делот на забавната музика? Има. Имаме ние добри вокали, имаме многу добри вокали од постарата генерација, одлични вокали. Не можам да не го спомнам нашиот прекрасен пеач кој не е меѓу нас, Тоше Проевски. Фантастичен вокал, многу голем пријател ми беше. Но ете, неговите песни ќе живеат уште години и години и години. Имаме вокали машки одлични, вокали женски. Например, еве да спомнам и Александра Јанева. Млада пеачка, освои 2 Макфеста у рок од 3 години. Многу голем потенцијал, мислам ќе биде одличен вокал. Да, има мислам многу ќе биде убави песни, така. има одлична иднина. Па тука да спомнам и Зорица и Лена, ова девојчето што е она живеела во Австралија, сега доаѓа во Македонија и тука вика ќе настапува, ќе пее. Мартијан Кириловски, тоа се млади надиши на македонската забавна музика. А се разбери, имаме пеачи веќе етаблирани и познати пеачи. Да не ги спомнам ли Калиопи, Владо Јаневски, што не знам тамо. Ајде да некој да не се навреди некој. Имаме многу добри квалитетни вокали кои веќе некој полека и ги нема на нашата сцена. Знаете, тоа е кај нас еден голем хендикеп, или како да кажем, една човека кој веќе 60 години, 55-60 години, вика, старе веќе. Има години веќе има. Духот е битен. Не е точно тоа. Па земите го Фил Колинс, земите го Мик Джегер, земите ги најпознати, Елтон Џон, земите не знам колку пеачи при светот. Па луѓе што имат по 70 години, по 75, па растурат пеат. Па земите од Хрватска, Оливер Драговиќ. 8 години е постар од мене. Земите го Здравко Чолич, 5 години е постар од мене. Па човек го прави секоја ден концерти прави. Така или Дино Мерлин. Да, Дино Мерлин. И сега, ја не знам од кај му е таа во Македонија, од кај му е тоа. Има човек од 55 години или 60 години, го старе вика, готово е, толку е неговата кариера. Не е точно тоа. Ако си здрав, ако имаш воља, ако ти служи грлото, право човече, ако ти служи грлото, јас вака викам. Додека дишам, ќе пеа. Додека сум со здравието добар, ќе пеа. А мислам дека со Господ напред, се викам ја, со Господ напред, мислам дека ќе биде тоа уште долго време и дека ќе направиме уште многу песни и неколку албуми. Така, кое е вашето мислење општо за музиката во Македонија, на кое ниво е, за било каква, не зборуваме и за забавната? Па вака, баш не ли цветат многу ружите во Македонија? Гладни сме за хитови. Некогаш, во тоа време кога јас почнав, имавме навистина многу хитови. Сега да не се враќам назад, имаме многу песми кои и ден денеска се пеат. Денеска немаме, значи, она прав хит. Речем, отпееш песмата и веќе ја пее Македонија. Да. Тоа го немаме, значи имаме еден недостаток на хитови, но ја верувам дека... Зошто е тоа така?
Па не знам, некој друг тренд во музиката дојде, не знам, некои други правци во музиката. Ете ова шлагерската музика која е многу популарна секаде, па добро и во Македонија, ама повеќе некоја друга музика се пее во Македонија, која еве и вие кога слушате, се е тоа неко, како да кажем, не искалав направено. Таа пата, а што викаме ние. Немаме не да викам, нормално има на фестивалите излегува и по некој хит. Али тоа е премногу малку Во однос на колку име пејачи и во однос колку име продукција голема. Еве гледам на вашата телевизија колку млади пејачи имате спотови секој ден. Немаме ние некој да речеме во е голем хит. Зашто има Влачето Лозановски има некој хитче. Така има пејачи кои имаат хитчиња, ама не е тоа да речеме во е стварно мега хит, во е голем хит. Такво не имаме. И мислам дека треба малце авторите да се потрудат, композиторите, да малце размислуваат да се направи нешто така. Али мислам ќе биде и тоа. И тоа ќе биде. А кој е вашето мислење општо за македонската публика? Дали ние како публика ја негуваме македонската музика или пак сме посветени повеќе на? Види, на македонската публика ја сака нашата музика. Нема дискусија тоа, но македонската публика има еден, како да кажам, има еден не афинитет, него ја преферира доста и музиката од другите простори. Доста. И тоа, она фолк, турбо музика. Јас многу пати со мојата черка дома, така се зезам, си лежам во собата и слушам песма на Цеца, или не знам тамо на... Викам, добро бе Александра, да и мојата черка си вика Александра, најубавото име. А викам, добро бе Александра, шо ми слушаш тамо ти мене? Добро бе тато, вика, бе. Ајдем твоите песни, сега ќе ги слушаме, вика мене. Шо се My Way, Yesterday, воно, викам, тоа вечерко, викам, тоа се светски виргини, тоа ќе бидат и ќе останат. Не, нема проблем, ти слушај Цеца, викам ја. Ама и слуша наша македонска забавна музика, доста слуша. Тука нема дискусија, доста слуша. Сакам да кажам дека сакат младите да слушат и тие српски турбо фолк музика. Немам ништо против тоа јас. И немам ништо, нека ја слушат. Нема проблем. Но сепак мислам треба младата публика посебно, повеќе да обрне внимание на нашата македонска забавна музика. Додека повозрастните, тука веќе гледам дека повозрастните ја сакат нашата македонска музика. Таа можеби не од тоа младата генерација толку многу, како од постарата, но сепак повеќе ја слушат забавната македонска музика, малце повозрастните. Има ли начин како кај нас во Македонија да се промовираат младите музичари, оние кои што сега го започнуваат патот кон музиката, како што има, не знам, такви шоуа или такви настани во светот и во регионот? Има, но сега, па ќе кажам, еден апел до сите, кога се одржуваат разни настани, пивофести, вакви фестови, накви фестови, нека биде Александра повеќе застапена македонска забавна музика. Например, еве сега ќе имате и вие во Велес за неколку дена питијада. Питијада. Добро, питијада. Да ви кажам нешто. Гледам дека имате гости од Србија. У реду, нема проблем. Али повеќе дајте му шанса и на помладите. Имаме и од македонска. Знам. Видов. У реду, се е тоа окей. Програмата ви е добра, одлична ви е. Него да му дадиме. Значи, за вашата програма сега немам зборови, окей. Него правам муабе друго. Наследните разни такви манифестации, ни целата држава, дајте му повеќе шанса на нашите македонски изведувачи. Нека ги има повеќе нив. Нека не викам да ги нема и тие од бившите југословенски простори, нека ги има као големи звезди на вечерта, него што повеќе нека има нашата македонска музика, да нашата музика ја промовираме во нашата земја, во Македонија, и да нашата музика излезе и од рамките на Македонија. Оти видите, Александра, ако сакаме да направиме концерт во Сава центар во Белград, тешко ќе ни оде тоа. Ако сакаме да направиме концерт или настап во Хрватска, уште потешко ќе ни оде тоа. Значи, тамо само се проби помина тоше пројаски. Нас имаме ние рампа една за нашите изведувачи нагоре. Зошто е тоа така, не знам, а нашите врати од занимите изведувачи рака отворени. И за тоа мислам дека треба да му дајме поголема шанса нашите изведувачи што повеќе да ги има на македонската сцена и се разбира на сите тие приредби, на сите тие манифестации да снимат што повеќе спотови,
И така, на тој начин, и ќе негуваме и ќе развиваме македонската забавна музика. Така, пред самиот крај јас би сакала само да ве замолам уште еднаш да потсетиме за концертот, бидејќи може некој од нашите гледачи еве во моментов се вклучува да не испуштиме. Значи, 29-ти, тоа е за 2 дена, Спортски центар Младост Неготино, 20 часот 30 минути, еве, јас би пратил еден апел до Велешани, кој сака, нека дојде, ќе се забавуваме, ќе ни биде убаво, имам добри гости. Едно мислам, ќе поминеме да убав вечер, а на сето тоа ќе помогнеме. Овој концерт е хуманитарен концерт, да му помогнеме на тие несреќни луѓе од Скопје, да ги дајме тие 100 денари на тој концерт и сите нас пријатно ќе ни биде во салата во Неготино, а верувам дека и некоја фамилија, некои луѓе ќе усреќиме и во Скопје. Така, верувам дека ќе биде успешен концертот и јас ви посакувам многу успех во вашата понатамошна работа. Ми беше чест и задоволство што разговарав со вас и што бевте Мене ми наш беше гост. многу пријатно, Александра, пошто не само што сте одлична водителка, него го имате името и на мојата ќерка. Ја верувам дека и ваша екипа ќе дојде да сними нешто од тој настан, Секако. па да пуштите и Во нашиот регион сме да, така. Да, дефинитивно. Голем поздрав до сите ваши гледачи. Имавме убава емисија денеска и се најдобро. Така, ви благодарам уште еднаш. И вас.